Добар ден, почитувани гледачи, и добре дојдовте и во денешното ново издание на Визита. Во неа денеска зборуваме за вирусните инфекции кај децата, нерационалната употреба на антибиотиците и сите навики на родителите поврзани со настинките и грипот. Вирусните инфекции се најчестите во овој период на годината, а пак променливото време веројатно дополнително ја зголемува и ваквата појава. Се манифестираат различно во зависност од локализацијата на инфекцијата, со кивање, кашлање, течење од носот, покачена температура, некогаш и течни столици, повраќање или пак осипи. Она што е многу важно и што треба да го знаат родителите е дека кај вирусните инфекции терапијата е симптоматска и она што во прв ред треба да го знаат и да го применуваат, да ги слушаат советите од педиатрите и во најбрзо време да им ги олеснат симптомите на своите дечиња. За сето ова и сето на што вас ве интересира и родителите и бабите и дедовците, доколку вашите деца и внуци во моментов се соочуваат со некој од овие состојби, гледајте на и денеска и слушнете ги внимателно сите совети и препораки од доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар, неонатолог од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата и ги поздравувам сите ваши гледачи. Така да. Инфекциите кои што се секогаш присутни во овој период на годината, ама како што реков и на почетокот, дали ова променливо време со температурните разлики во текот на денот или пак во текот на една работна седмица дополнително придонесуваат да се поизразени и поприсутни? Да, тоа да. Меѓутоа, кога ја најавувавте емисијава, морам пред да ви одговорам на тоа прашање, се сетив на еден момент кој што мислам дека треба гледачите да го знаат. Знаете како спомнавте употреба и злоупотреба на антибиотици, да речем инфекциите за кои што би зборувале сега, морам да кажам дека треба да знаеме дека човекот, односно детето, ние имаме повеќе од 100 трилиони микроорганизми кои што живеат на нас и во нас. Фактички секој од нас има 100 трилиони пријатели, блиски и ние чиниме, секоја индивидуа чини еден екосистем, биолошки систем во кој што имаме симбиоза помеѓу микроорганизмите кои што живеат на нас и во нас. Ние имаме дури 10 пати повеќе, например, микроорганизми, ние, секој од нас, отколку што имаме клетки со кои што живееме. Така да нарушувањето на таа симбиоза може да доведе до многу значајни и многу лоши, да има лоши последици. И заради тоа треба многу да се внимава, особено кога сега во таква една ситуација ќе надвладе инфекции како што сега во есен доаѓаат углавном вирусни инфекции, најчесто сигурно не само вирусни, меѓутоа повеќе вирусни инфекции, кога ќе надвладеат вирусите на грипот, кога ќе почне посебно, значи ние треба да се соочиме со ситуација дека детето ќе качи температура, ќе има секреција од нос, ќе има кашлица, ќе има одредени симптоми кои што се врзани за самата инфекција. Меѓутоа, јас навистина ги молам сите родители да не избрзуваме со употреба на разноразни лекови кои нема потреба, до толку повеќе што организмот на детето е еден многу и воопшто и на возрастните луѓе, нели, имунолошкиот систем е еден систем кој што многу брзо, тој еден дел од него кој што се вика неспецифичен имунолошки систем, многу брзо реагира во одбрана од инфекциите. Таа реакција е толку промптна и брза, што едно, например, од нонстоп го повторуваме тоа, еден од најдобрите сегменти на одбраната е покачување на телесната температура. И сега, кога ќе почне да се покачува телесната температура, тоа е апсолутен аларм кај нашите родители и нашите родители одма ги посетуваат амбулантите или веднаш ка почнуваат со лекови за симење на температурата. А треба да се знае дека кога температурата ќе дојде на ниво од негде 38,5, ова повеќе пати, мислам дека и сме го кажале порано, тоа е сигнал за организмот да ослободи повеќе од 3 милиарди леукоцити, кои што ќе вивнат кон местото на инфекцијата, буквално како војници кои што ќе се борат со ткивото кое што е заразено, ако е вирус и влезено во самите клетки или самите вируси и бактерии кои што се на местото на инфекција. Така да, ако ние ја симнеме температурата нерационално, во тие први 8 сата од како почнува инфекцијата, тој тригер и тој стимулан за ослободување на леукоцитите нема да се
нема да се ослободат едноставно, што би рекле американците. Ќе го збуниме некако така, да, буквално ќе го збуниме. Ствари, што би рекле американците, они имаат еден термин lazy immune system, значи мрзлив имун систем ствараме. Така да, она што стално се зборува и денеска многу повеќе се зборува од порано, не треба децата да ги држите во ултра хипер чиста средина, пуштите ги нека си играат дури по кал, нели? Антигено да ги стимулираме, за да може да ствараат имунитет. После тој другиот дел од имунитетот што се вика специфичен имунитет, кој што практично ја носи отпорноста кон одреден точно микроорганизам. Така да. Ми текна сега во моментов на еден случај, една пријателка кога кажуваше, мојата мајка уште од мала постојано ми даваше антибиотици и кога требаше и кога не требаше, и ние бевме постојано болни. И до ден денес, веќе е возрастна, нели? Значи тие се некои последици така кои што понатаму си ги трпи организмот? Да, во основа, знаете како, ние, за жал, проблемот со давањето на антибиотици, односно со злоупотреба, не со употреба, со злоупотреба. Тука е веќе злоупотреба. Не е само кај нас, таа е во цел свет. Еве се да речеме FDA, значи америчкиот FDA дава податок, например дека 50% од лекарите по општа пракса во Соединетите американски држави се на притисок од родителите да дадат антибиотска терапија кај децата. Јас сакам само да ве потсетам и сите да ги потсетам дека прв пат пеницилинот како антибиотик е даден во тек на Втората светска војна кај еден американски војник кој што имал стрептококна сепса и бил излечен многу ефикасно и многу брзо, а во цивилното население прв пат почнува да се користи после Втората светска војна. Ние, зборам, медицината генерално, сите бевме, сите наши постари колеги кои што работеа во тоа време, сите беа среќни затоа што имавме оружје за борба против бактериските инфекции. Но трагедијата е што злоупотребата, односно користењето на тој прекрасен лек, да кажем, не е еден, нели повеќе типови на антибиотици, неговата злоупотреба и користење кај инфекции кај кои што он не делува, фактички може да доведе до нарушување на онаа микрофлора што ја кажавме, односно тој микробиот што го велиме, што на површината на нашата кожа и во телото воопшто, а имаме предвид дека 75% од микроорганизмите кои што живеат со нас се во цревата, во гастроинтестиналниот тракт. Од една страна, од друга страна немаме ефект кога се вирусни инфекции во прашање. Вирусите се микроорганизми кои што пробиваат во клетката и они живеат во клетката, односно довеѓа до оштетување на клеточно ниво. Антибиотиците не влагаат во клетките, они ги уништуваат микроорганизмите во наслузниците на површината на телото, во внатрешноста на телото и така натаму. Било каде што е инфекцијата. По принцип, за така и дојден тој термин антибиотик, антибиос, против живот, нели, али против животот на микроорганизмите, на бактериите кои што може да ни предизвикаат тешки болести. Впрочем, типичен пример за тоа е ситуацијата да после Втората световна војна, например во Македонија се лекувале нашите постари колеги лекувале менингити со ниски дози на кристален пеницилин. Денеска, колку да дадете кристален пеницилин, нема да има ефект, затоа што многу микроорганизми се едноставно резистентни на пеницилинот. Од тој аспект е апелот да не се почнува одма, односно, ако имаме јасна бактериска инфекција, нормално е дека веднаш се почнува. Тука нема дилема, ако треба. Дури сега сакам и да апелирам на еден момент тука, кога треба да се даде антибиотик, кога веќе имаме бактериска инфекција, без оглед кој тип на бактерија, ние сега имаме оружје да бираме прав антибиотик за употреба на таа бактерија, кој што ќе делува на нез. Да се избере вистинскиот, така? Да, тоа е прво и многу клучно прашање. И второ, имаме антибиотици за кои денеска се зборува јаки биле антибиотици или не биле, послаби, што велат родителите, му дадов послаб антибиотик или му дадов јак антибиотик. Не постојат такви класификации во антибиотиците. Не постојат јаки и слаби, постојат оние што делуваат, тие што не делуваат на одредена инфекција. Така, да. И од друга страна, ако се применуваат и се користат кај вирусните инфекции, тогаш може и обратен ефект да предизвикаат, да накалемат нешто друго посериозно, така не само што не сте го излечиле и не можете да излечите таквата состојба, туку може и дополнително проблем да се направи. Кога е вирусна инфекција во прашање, кога е јасна вирусна инфекција во прашање, давање на антибиотик тука е нерационално, затоа што може само да се створи
створи резистентност на микроорганизмите кои што ги има човекот, особено оние кои што може да предизвикаат болест, како што се стафилококи, стрептококи, например, и други бактерии, и они може само да развијат резистенција. И нашата борба е да што помалку се користат таму кај што не треба. Впрочем, ако ја видите статистиката на Европскиот центар за контрола на болести, тоа е една институција која што е прикрепена према Европската комисија, каде што се контролира на ниво на цела Европа употребата на антибиотици, формите на инфекции кои што ги имаат и децата и возрастните, ќе видите, например, дека земји каде што најмалку се користат антибиотици, како што се скандинавските земји, има и најмала резистенција на микроорганизмите. Земји каде што најмногу се користат антибиотиците имаат и најголема резистенција. Парадоксално е вака, чисто информативно за гледачите, дека од европските земји најголема потрошувачка на антибиотик имаат Франција и Грција, например. А скандинавските земји имаат и Латвија исто така имаат најмало ниво на употреба на антибиотици и автоматски употреба таму каде што треба, а не каде што не треба. Така, да. Знаете, кога ќе споредиме, посебно кога ги споменувате скандинавските земји, таму сосема поинаку ги растат и ги чуваат децата. Така, сведоци сме виделе многу интересни видеа во кои и на студено време, и на врнежливо време, соодветно облечени дечињата ги изнесуваат надвор, уживаат во природа, и на такви временски услови, што мислам дека овде кај нас и го немаме видено и нема ни да го видиме, така? Затоа што велиме, студено е надвор, сега детето не смее да излегува. Па, знаете како, медицината покажа и докажа дека во оние средини, каде што имаме ултрачисти средини, хиперчисти, ај така да кажем, каде што немаме таква антигена стимулација, значи од микроорганизмите, почнува да се појавуваат друга група на болести, а тоа се алергии. Тоа, впрочем, и почна да се случува во скандинавските земји и последниве години, последниве 10 на 15 години, скандинавците, сам зборам за сите скандинавски земји, се вратија на тоа дека у суштина нема потреба, децата треба да играат надвор, значи треба да се во кал, треба да се запрљаат и треба антигено да се стимулираат. И тоа е нешто на кое што многу се работи во моментот во скандинавските земји. Затоа е тоа така. Во исто време, например, системот е таков кај нив дека они користат подоста као превенција, пробиотици користат доста пробиотици, кои што пак е децата и кај возрастните, ама и кај децата го подигаат имунолошкиот систем. Например, има пробиотици кои што го дигаат едно антитело што се вика секреторен имуноглобулин А, па качуваат еден интерлеукин што се вика интерлеукин 10, кој што па го контролира целиот имунолошки систем. И онда имате деца кои што у суштина одат во градинка и имаат помалци инфекции. И сега, разликата меѓу нас и Скандинавија, за жал, во еден друг сектор, значи можеме ние и да даваме пробиотици, можеме да се трудиме и се, за жал е ова аерозагадување што кај нас е многу големо и многу јако, и сега сме во моментов дали да се изнесе дете во надвор или не. Не знаеме во кој период од денот е она вистинското, да го одберем. А друга страна пак и кога ги чуваме дома, ја претоплуваме посебно во овие зимски месеци кога температурите надвор се пониски. Преобличени се дечињата со два пара чорапчиња, со шпилхозни, со еднободи, со кратки, со долги, со елече, со джемперче. Така, а родителите од друга страна со кратки ракави можеби седат дома. Добро, тоа е редовна појава. Така. Меѓутоа, морам да ви кажам, значи тука има една работа што морам да ја дополнам, кога рековме за оваа разлика меѓу Скандинавија и нас, е во моментот кога вие ќе ги видите податоците, ако се релевантно отчитани како што треба, за аерозагадувањето, значи луѓето генерално ги фаќа паника. Меѓутоа, паниката треба да е насочена во смисол да знаат зошто е тоа аерозагадување лошо. Оти вие, ако пушите дома, например, а имате бебе, директно исто така водите до нарушување на респираторниот систем на бебето. Значи, и пушењето е аерозагадување на некој начин, нели, у климата, у микроклимата каде што е бебето, например.
Меѓутоа, тие полициклични ароматични хидрокарбони кои што доаѓаат од аерозагадувањето, без оглед дали се коли, греење или што е, или од пушењето, кај децата на дишниот систем може да го нарушат функционирањето на едни клетки што се викаат макрофаги. Тие се како чистачи, ај така да ги кажам, на имунолошкиот систем и може да доведат до нарушување на, зборам за кај децата, до нарушување на имунолошката функција на дишното стебло. Надвор од тоа се оние компликации кои што може да се јават кај возрастните, например канцерогено дејство на тие честички, воспалителна реакција, па која утре може да се заврши со астма и така натаму. Нели, гушењето, недоволно кислород, малаксалост на телото, значи повеќе работи се. Меѓутоа, она што е добро, например, во такви ситуации, тоа едноставно качите ги децата у кола, качите ги малку на планина, на чист воздух, оставите ги нека играат у планина, у снег или у трева, зависи како е. Знаете како, над 1100 метра надморска висина, веќе и тие алергени ги нема. Значи, оние што прават алергиски реакции. И тоа е нешто што треба да се направи. Така, како да го искористиме како можност. Кога зборуваме за вирусните инфекции, симптоматска е терапијата. Најчесто и побрзо и полесно би требало така да се завршат, но што е она што родителите треба да го знаат и првично да им помогнат на децата и за да ги ублажат тие симптоми и за полесно се разбира да помине таа клиничка слика, иако некаде се јавуваат и компликации, така зависи од дете до дете. Сигурно, да. Значи не се вирусните, далеку од тоа дека се вирусните инфекции безазлени инфекции, далеку од тоа. Вирусните инфекции може да предизвикаат значени компликации самите они, компликации кои што се на повеќе органи во телото и може да добие детето или возрастен човек воспаление на срцевиот мускул, на белите дробови, на мозокот. Значи тие не се безазлени. Меѓутоа, таму третманот е повеќе симптоматски, користење на лекови и помошни лековити средства кои што ќе делуваат на смирување на симптомите и таму каде што треба да се подигне имунобиолошкиот систем, кој што се бори со вирусите, да се користат средства кои што ќе го подигнат имунобиолошкиот систем, значи имунолошкиот систем да се бори со инфекциите и само таму каде што имаме јасна потреба од користење на антивирусни лекови, а постојат и такви антивирусни, да се користат они. Денеска зборуваме многу, во тој дел, например, зборуваме многу за користењето на витамини, например, користењето на Д витамин, на С витамин. Значи, последниве години многу се збори за имунолошките својства на Д витаминот, например, кои што, ако редовно се користи кај децата, па и кај возрастните, ќе го подигне имунолошкиот систем и ќе се намалат инфекциите кај едно дете. Значи, надвор од неговите својства за зајакнување на коскениот систем, односно за ресорбција на калциум во цревото. Тоа се сосема други дејства во однос на ова што овие другите така кои што се исто така. Дури имаат имунолошки својства и својства за смирување на некои автоимуни болести. Денеска веќе и се користи во лекување, односно во смирување на некои тешки автоимуни болести како што е мултипла склерозата, например, да речеме кај возрастните, или како што е псоријазата исто така кај возрастните и така натаму, повеќе дури и кај астма. Друго е користењето на С витамин. Меѓутоа, треба да се има во предвид дека проблемите со внесувањето на витамините почнуваат во човечанството од негде 1745 година. Значи, клучните проблеми во тој дел тогаш почнуваат. Тогаш е откриена парната машина, односно почеток на индустријската револуција. Ние денеска се наоѓаме во четвртата етапа на индустријската револуција, оваа вештачка интелигенција, што ја викаме и компјутеризација. И сега денеска имате тренд на користење на сите природни ресурси, да речем зеленчук и овошје, термички обработени. А кога вие ќе направите термичко обработување, например, С витаминот е на 56 степени, почнува да се разградува. Јас имав се една мала шега, да речем, дигресија пред повеќе години на едно прашање на еден новинар, одговорив, која ме праше за нутриционистичкиот аспект на ајварот, реков, тоа нема ништо, оти таа пиперка, прекрасната црвена пиперка, има повеќе С витамин отколку што има лимунот, меѓутоа жива. Да. Значи,
Зашто го кажувам ова? Значи, од 1745 до денеска, значи, сите храни се претермички обработени, а тоа термичко обработување секако го намалува за некои витамини 40 до 50%, за некои до 80% од самата храна, а исто така се разградуваат и се елиминираат доста минерали. Така да, не дека сега ние треба на се сирово да јадеме, нели? Меѓутоа, по принцип, треба да се има во предвид дека на дете кое што е настинато треба да му се даде да јаде храна која е богата со С витамин или да се користи С витамин, ако е веќе во капки или во таблетки, ама природен, не синтетички. Природните витамини внесени во телото имаат многу подобра ресорбција отколку што се синтетичките витамини. Така. Да ги слушнеме сега и гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Во полза на емисијава, Така. че се обидам суштинското да го кажем за воопшто за здравието на човекот. Дел сме од природата. Ако сакаме да се радуваме на животот, треба да ја чуваме. Така таа че не чува. Заедно ќе се радуваме. Како такви и човек кон човека, човечки ќе се однесуваме. Воопшто, сиромаштија ќе немаме. 30 години, кој од вчера, празен од во животот имаме. Благодарам. Во ред, ви благодариме за јавувањето. Да. Наш редовен гледач. Да, ми се допадна коментаров. Знаете од кој аспект? Човекот живее на оваа планета со милениуми години. Не е спорно дека во минатото, ако се вратите 40-50 илјади години наназад, просечниот животен век бил пократок. Тоа не е спорно. Дека како одминуваат милениумите према денешното време, животниот век на човекот е продолжен. Тоа е да не ги земеме исклучоците како пример. Меѓутоа, животот во хармонијата и симбиозата со природата и користењето на се она што природата го дава, по принцип, е нешто на кое што ние треба да обрнеме внимание. И затоа го спомнав овој проблем со индустријската револуција и внесувањето на енормните количини на трансмасните киселини, на штетните масти, многу намалено внесување на омега-3 масните киселини и комплетна рекомпозиција на исхраната која што ја споредуваме со милениумите на назад. Впрочем, зашто сакав исто така да го прокоментирам ова? Имаше скоро еден текст, го објави еден наш колега од Белград, еден професор, кога викаше гушките ги вашите деца, они ќе имаат имунолошки подобар систем. Точно е тоа. Како тоа? Затоа што децата на кои што бебињата и децата на кои што им е покажана љубовта, во основа лачат поголемо ниво на окситоцин, поголемо ниво на ендорфини и имунолошкиот систем се бустира само од едно гушкање. А земете во предвид дека до пред 20.000 години човекот не живеел во заедници. Тек пред само 20.000 години почнуваат некои заедници на живење да се јавуваат, така првите зачетоци да кажеме, а ние овој модерен начин на живење ние последниве 60-70 години оваков како што го имаме. И се нормално е децата порано немало градинки, ако се вратите назад со милениуми години. Нормално е децата да имаат поголема антигена стимулација и да развиваат инфекции. Затоа ние треба да ги помогнеме со модерниве средства да им го бустираме имунитетот. Постојат нормално. Исхраната треба да биде соодветна и користењето на тие помошни средства, да речеме, кои што ни се потребни за да се бустира имунолошкиот систем кај децата. Дополнително да го подкрепиме и да му помогнеме. И гушкањето не само за да им ја изразите и да им ја искажете љубовта, туку децата и многу брзо растат, па ќе дојде време кога ќе сакате да ги гушкате, тие ќе се тргаат од вас, така? И ќе жалите после по тоа време. А сите сме некако во некоја трка, во некои гужви, немаме време и не дека не сакаме, туку едноставно забораваме да го направиме тоа што може би порано на времето нашите родители секојдневно и постојано го правеле. Па знаете, пробајте да направите анализа или да ги прашате бабите, дедовците, прабабите, колку време едно бебе, откако ќе се роди, поминувало порано во рацете на својата мајка.
Денеска, оваа динамика не доведе до ситуација да поминува многу помалку време. И сега, нели, што би рекол, исто така во една од големите книги педиатриски пишува, ова е најголемиот биолошки експеримент кој не е контролиран. Нели, бебињата живеат во една убава шарена средина во колевки, ама последиците ќе ги видиме допрва. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Докторот спомна за влијанието на витаминот Д. Ме интересира, имам внука од 2 години. Која е количината која што треба да ја дадеме во текот на денот? Мислам во милиграми или изразена во капки, пошто нели витаминот Д сега го има во шишенца, витанол, така доаѓа во продажба. Па ме интересира, еве, колку капки се тоа или колку милиграми треба да му дадам на внучето, а исто и јас сум баба од 65 години, па спомнавте дека исто е корисно за имунитетот на возрастните. Така, добро. Ви благодариме. Значи, благодарам на прашањето. Значи, сите деца во тек на првата година од животот, првата година, мора да примаат секој ден Д витамин. Од над година дена до крајот, до навршената 5-та година, мора да примаат Д витамин во зимските месеци. Треба да примаат, сега дозата малку зависи и од тежината на детето, од висината, но најчесто е тоа доза која што е 800 единици, 1200 единици до 1600. Ако детето побрзо расте, тогаш ние ја зголемуваме дозата. Тогаш е потребно зголемувањето, значи, така. Како детето, например, затоа и ги имаме оние криви на раст на децата. Ако побрзо расте во однос на просекот, дозата на Д витамин се зголемува. Стандардна препорачена доза за бебиња е 400 единици во Европа дневно, додека во Соединените Американски држави е 800 единици дневно. Но, морам да ви кажам, еве што спомна гледачката и за незините 65 години. Новите сознанија во однос на внесот на Д витамин покажуваат дека за возрастните луѓе над 65 години, по принципи порано, меѓутоа обавезно мора да се внесува 4000 единици дневно Д витамин. Тоа не е висока доза, нека не се плашат, не може ништо да се деси со таа доза. Апсолутно, затоа што Д витаминот може денеска лесно да се провери концентрацијата на Д витаминот во крвта и да и се дозата почесто се проверува, ми се чини и се препорачува така да се провери. Да. И автоматски со следење на Д витаминот во крвта можете да дојдете до вашата идеална доза. Значи, не секој ден да се боцкате, не еднаш месечно, да се дојде до идеалната доза која што треба да се внесува. Денеска има дури, не трендови, него тоа е став за лекување на одредени болести, кои што ги спомнавме преска, каде што се даваат енормни дози на Д витамин, високи дози на Д витамин, и за кои кај голем дел од нашите колеги, зборам од лекарите, дури постои страв, вика дали да дадеме, меѓутоа ефектите се фантастични. Така да. И уште едно јавување. Добар ден и за вас. Повелете. Здраво. Ве слушаме. Добар ден. Да, повелете, вклучени сте во визита. Сте тука една мајка на 3,5 годишно дете. Така. Во врска со темата за вирусни инфекции, матичните лекари не дават антибиотик, меѓутоа ние 2 пати ни се случува вирусна инфекција да завршиме со бронхопневмонија во болница. И завршуваме со терапијата, се продолжуваме понатаму. Дали е можно такво нешто да се случи, вирусна инфекција, мислам бронхопневмонија, и каква терапија да се дава ако не е антибиотик, за да не дојде до бронхопневмонија? Во ред, ви благодариме. Благодарам. Значи, не е спорно дека вирусните инфекции, ако се на горни дишни патишта, они може да се симнат и да направат воспаление на бели дробови. Значи, тоа апсолутно не е спорно. Развојот на
бронхопнеумонија од вирусна генеза најчесто настанува не кај сите. Значи нема сите што фатиле грип, например, кога е фазата на грип да направат бронхопнеумонија. Луѓе или деца кои што имаат нешто послаб имунолошки систем може да развијат бронхопнеумонија. Но за да не дојде до тоа или за да не се појави евентуално бронхопнеумонијата, по принцип треба да се користат овие имуномодулатори кои што денеска се ги има повеќе и кои што може да помогнат да се зајакне имунолошкиот систем и да не дојде до појава на таква инфекција. Јас знам, мислам нормално, има доста дечиња кои што може да завршат во болница, не е спорно, може да завршат до болница заради бронхопнеумонија, но тогаш веќе и терапијата се менува. Ако на неа се калеми бактериска инфекција, тогаш се вклучуваат антибиотици и тогаш се лекува како таква. Знаете, вирусните бронхопнеумонии, само ако е вирусна бронхопнеумонија, без плюс бактерија некоја накалемена, таа повторно нема да помине со антибиотик, но се случува реално и во нашата средина и секаде да и на нив се уклучи антибиотик. Така и затоа е добра проценка да се направи или во моментот така зависно од тоа детето во каква состојба е. Сосема за крај, советот ќе биде да ги гушкаме децата се повеќе, на тој начин ќе придонесеме така, како рековте, за подобар имунитет, за подобро здравје, ќе им ја искажеме љубовта, ќе поминуваме многу повеќе време со нив. Гушкате ги децата не само заради имунитетот, него заради психолошкиот развој. И тоа е многу важен, да. Затоа што ние сепак, човекот на оваа планета, значи со овие милениуми назад, детето, бебето особено, било многу повеќе во рацете на својата мајка отколку што е денеска. Тие промени, не знам како ќе се одразат во иднината, но такво појачување на психолошкиот развој и на имунитетот, од тоа боли нема. Да, ви благодарам што ни бевте на визита. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас. Во продолжение следува снимениот разговор во кој зборуваме за здравјето, свежината и она што е најдоброто што можеме да го направиме за стапалата. По рекламите и сето она што имате можност да го гледате на програмата на Канал 5 телевизија, останува само да го одјавам денешното издание на визита со доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар неонатолог. Зборувавме за вирусните инфекции, нерационалната употреба на антибиотиците, навиките на родителите, па и бабите и дедовците во поглед на настинките, грипот и сето она што значи моментално нарушување на здравјето на нивните деца. Слушнавте добри препораки како да реагирате и како да ги испочитувате советите од педијатрите за да им ги олесните симптомите на вашите деца доколку се соочуваат со некои од инфекциите кои се најчести во овој период од годината, кога треба, а кога не треба веднаш да побарате лекарска помош и сето она што како совет го упативме токму до вас. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте, имајте убав и пријатен ден.